Посетата на грчкиот премиер Ципрас со бизнис делегација следниот викенд ќе резултира со потпишување на повеќе договори ќе ги отвори вратите за идна економска соработка меѓу двете земји, рече портпаролот на грчката влада Димитрис Данакопулос во обид да ги представи битните и позитивните придобивки наспроти негативните, односно лажните вести поврзани со Преспанскиот договор на конференција посветена токму на лажното информирање. Грчкиот министер за телекомуникации и медиуми Никос Папас пак иронично искоментира дека во двете земји има многу кандидати за Нобелова награда за лажни вести. Македонските министри Дамјан Манчевски и Роберт Поповски потенцираа дека лажните вести беа силна алатка во рацете на противниците на договорот, со цел да се шири омраза, поделба и национализам. Според податоците на Министерството за информатичко општество, 10% од вестите поврзани со договорот имале за цел да дезинформираат, а најмногу лажни вести имало за време на референдумот и уставните измени. Тезите што се пласираа во јавност беа, например, Грција го напиша нон-пейперот со уставните амандмани што треба да го спроведе владата. Се менуваат меѓународните кодови и кратенки. Го губиме сето она што го имаме, јазикот, идентитетот, националноста. Понатамо, шпекулација од типот, договорот нема да помине во Грција. Ќе го смениме и името, и уставот, и ќе останеме извисени. Грција нема да го почитува договорот во иднина. И многу други вакви примери. За време на референдумската кампања беше забележена силно изразена кампања која промовираше и поттикнуваше лажни вести преку лажни профили. Оваа така наречена ботовска активност беше најзабележителна на Твитер, како анонимни профили со мал број наследачи кои објавуваа шпекулации, фотоманипулации и слични графички презентации со цел да ја дезинформираат публиката. Врв на лажните вести е тврдењето дека грчката влада наводно го усвоила договорот од Преспа, а во замена за тоа нема да бидат намалени пензиите во Грција. Типична лажна вест, некој кажал нешто што нема никаква заснованост на факти и тоа се шири понатаму. И новинарите, македонски и грчки, посочија повеќе примери со кои што се соочуваат во секојдневието од лажни вести. Потенцираа дека целта на ваквите вести е поларизација на општеството и стигматизација на Преспанскиот договор и треба да се преземе нешто бидејќи тие што го прават тоа на социјалните мрежи, но и во медиумите се организирани и добро финансирани. За лажните вести, пропагандата и злоупотребите на Преспанскиот договор овде во Атина дискутира македонски и грчки новинари, политичари, представници на невладиниот сектор. Сите се едногласни дека треба да се преземе нешто да се стопираат ваквите дезинформации. За вестите на Телма од Атина, Елена Ивановска-Муковска.